Добар ден, ви благодарам што сте на Слободен печат. Започнуваме со поинакви вести. Дали поповите треба да имаат профили на социјалните мрежи според вас? Нормално ли е еден поп да го гледаме на TikTok, например? Владиката Петар им фрли анатема на социјалните мрежи. Митрополитот Преспонско Пелагонески на Македонската православна црква Охридска архиепископија Петар им забрани на свештениците од неговата епархија да имаат профили на социјалните мрежи. Владиката денеска издал наредба во која најавува и казни за поповите кои ќе се изложат да пишуваат на Facebook, Instagram или X. Во образложението на забраната пишува дека личните ставови што се почесто ги изнесувале свештениците можеле да се толкуваат како официјални ставови на епархијата, односно на МПЦ-ОА, па оттаму целосно се забранува користењето на социјалните мрежи. Со оглед на тоа што и во соседството е тренд да ги гледаме свештениците на социјалните мрежи, тука се наметнува уште едно прашање. Дали присуството на свештените лица на социјалните мрежи значи и полесен пристап до помладата популација и допир со религијата на современ начин? До 8 часот ова утро на територијата на државата се евидентирани вкупно 21 пожар на отворен простор, соопшти Центарот за управување со кризи. Од нив 2 се уште активни, еден е под контрола, додека 18 се целосно изгаснати. Во општина Веле се уште гори мешана шума. Вториот активен пожар е во општина Македонски Брод, на подрачјето помеѓу селата Црешево, Локвица, Крапа и Слатина, каде што гори деградирана дабова шума, грмушки и ниска вегетација. Пожарот кај селото Николич во општина Дојран, каде што беше зафатена нискостеблеста шума, е ставен под контрола и се следи состојбата на теренот. СУК апелира до граѓаните да бидат исклучително внимателни при движењето и активностите во природа, особено во услови на високи температури и зголемена опасност од пожари. Воедно потсетуваат дека предизвикување пожар представува кривично дело казниво со закон. Ќе јадеме ли повторно бурек поевтин за 5 денари? За сега е јасно дека на почетокот на август ќе се распишат локалните избори, период во кој сите процеси се запрени, што значи дека нема да може да се носат законски решенија, но владата повторно може да оди со одлука. На граѓаните им е збоктисано од разни мерки кои божем ги регулираат цените на храната, а во суштина се само шминка, која трае кратко време. Тие велат дека во 30-тината денови додека траат мерките, добиваат цени пониски од 5 до 30 денари, а потоа следуваат нови шокови, кои веќе не можат да ги следат. На прашањето на Слободен печат, дали се надеваат дека државата може да го регулира пазарот, тие само одмавнуваат со рака. Дел од нив пак додаваат дека веќе се нема ни трпение, а ни спасение од цените. Најавата за некакви можни нови ограничувања на маржите не ја поддржуваат ниту бизнисмените. Прочитајте повеќе од Сонја Кериџиевска. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски и министерот за одбрана Владо Мисајловски ги спакуваат торбите и се качија во авион. Ќе одат во Обединетото кралство. Целта на посетата е интензивирање на севкупните билатерални односи преку зајакнување на политичкиот диалог и продлабочување на економската соработка меѓу двете земји, особено по потпишувањето на договорот за инвестицијско партнерство. Во фокус на разговорите ќе бидат унапредувањето на билатералните односи, интеграцијата на Македонија во Европската Унија, како и размена на мислења за клучни регионални, европски и глобални прашања. Со нетрпение ги очекуваме плодовите од оваа средба. Ве молам, пратете ми слика од состојбата на водомерот. Ова е пораката што голем број граѓани ја добиваат еднаш на 2 до 3 месеци од инкасаторите што се задолжени за нивниот реон. Луѓето прават фотографии и по Вибер им ги праќаат на лицата вработени во јавното претпријатие Водовод и канализација, кои се платени за редовно да ја читаат и да ја пријавуваат состојбата со потрошената вода во домаќинствата. Инкасаторите имаат своји оправдувања за функционирањето преку Вибер, затоа што како што велат, често пати наидуваат на затворена врата, особено во становите од зградите, и поради тоа не можат да си ја завршат работата. Па затоа во некои станови лично одат и ги проверуваат водомерите, а со некои станари се договараат да им праќаат состојба. Некому тоа му одговара, затоа што избегнуваат инкасаторите да им влегуваат дома,
а ги избегнуваат и недоразбирањата од видот поминав, но немаше никој дома, што резултираат со сметки за вода чии износ не соодветствува на реалната потрошувачка. Но, на некои скопјани, воопшто не им е пријатно да ја вршат работата наместо тој што е платен за таа работа. Особено што доколку сакаат можат електронски секој месец да ја пријавуваат состојбата на водомерот. Целиот текст на Анита Стојковска ќе го најдете на slobodnpečat.mk. Во европските семејства ќе изброите повеќе миленици отколку деца. Во 2024 година, според податоците на Евростат, во Европската Унија имало 202 милиони семејства, а само 47,6 милиони од нив имаат деца, додека 76,4% се бездетни. Домашни миленици пак имаат околу 91 милион европски семејства. Највисок удел на семејства со деца има во Словачка, Ирска и Кипар. Спротивно на тоа, најниски удели се регистрирани во Финска, Литванија и Германија. Речиси половина од семејствата во Европската Унија чуваат домашни миленици. Вкупниот број на домашни миленици е околу 340 милиони, од кои 127 милиони мачки, 104 милиони кучиња, 53 милиони птици, 29 милиони мали цицачи, 22 милиони аквариумски риби и 11 милиони терариуми. Според Федерацијата на Европската индустрија за храна за домашни миленици, европејците само за исхрана на своите миленичиња годишно трошат околу 30 милиарди евра, а уште 24,5 милиарди за други поврзани производи и услуги. Во Македонија, според последниот попис, има 538.348 семејства, а од нив околу половината имаат најмалку едно дете. Што се однесува до домашните миленици кај нас, точна статистика нема. Словенија е на чекор до легализација на марихуаната за лична употреба. Представниците на Слобода и Левица, партии што ја сочинуваат владеачката коалиција во Словенија, презентираа предлог за канабис со кој ќе се регулира ограничената лична употреба. Според предлогот, на возрастните ќе им биде дозволено да одгледуваат до 4 растенија коноп во својот дом и да поседуваат до 7 грама сушени цветови на јавни места. Исто така ќе се воведе скала за толеранција на ТХЦ во оптек, додека продажбата останува строго казнива. 2/3 од граѓаните во Словенија беа за употреба на марихуана за медицински цели, додека малку повеќе од 51% од гласовите беа за легализација на ограничена лична употреба. Албанија урива рекорди. За само 6 месеци ја посетиле над 4,6 милиони туристи. Со оваа информација се пофали премиерот Еди Рама. Во јуни годинава Албанија ја посетиле 1.329.204 странски туристи, или 7% повеќе во споредба со јуни 2024. Дали би оделе и вие на одмор во Албанија? Дуа Липа дизајнираше Порше. Музичката звезда Дуа Липа и легендарниот автомобилски бренд Порше ги здружија силите во проект што ги комбинира дизајнот, брзината и човечноста. Резултатот е ексклузивен дизајниран од пеачката, кој ќе биде понуден на аукција во корист на фондацијата Санихил, хуманитарна организација што таа ја основаше. Парите се наменети за инвестирање во развојот на заедниците во Косово преку образование, култура и креативни индустрии. Автомобилот за прв пат беше представен за време на викендот на големата награда на Монако 2025 година и веднаш го привлече вниманието на ентузијастите за автомобили и љубителите на поп-културата. Моделот се вика Дуа Липа Renstal GT3 RS и се издвојува со својот живописен и смел дизајн. За подсетување, Дуа Липа е родена во Лондон, но нејзиното семејство потекнува од Косово, поточно од Приштина. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека планира да воведе увозни царини од над 10% за помалите земји, вклучувајќи ги земјите во Африка и Карибите. Американскиот председател изјави дека постигнал договор со Индонезија, според кој индонезиските стоки што влегуваат во САД ќе се соочат со царини од 19%. Трамп веќе испрати писма до околу 20 на земји и до Европската Унија, во кои ги наведува царинските стапки што ќе почнат да се воведуваат од следниот месец.
Мало дете лапнало 2 магнета и завршило на ургентен. Популарниот татко сподели со јавноста со каков стрес се соочиле. Нашиот 4-годишен син изеде не еден, туку 2 магнети. Не истовремено. Прво изел еден, а 2 часа подоцна си помислил: хајде уште еден од тие. За среќа, сам ни кажа. Ја започнува својата исповед Тейлор Калмус од САД, татко на 4 деца, познат по псевдонимот Dude Dad. Тейлор Калмус е американски YouTube креатор, комичар и татко, кој стана влијателна фигура преку своите родителски видеа и забава базирана на случувањата во неговото семејство. Еве што поминало ова семејство на 4 јули на денот на независноста на САД. По брзо јавување во центарот за труења, ни потврдија дека мора да се оди во болница. Ни објаснија дека ако магнетите не се заедно, најверојатно ќе излезат сами, но треба да се внимава особено да не се спојат додека се во телото, раскажува таткото. На вториот ден, вториот магнет веќе се поместил и се придружил на првиот, токму на преминот од тенкото во дебелото црево. Стравот од 2 магнети е што можат да се спојат низ зидот на цревото, да го штипнат и да предизвикаат сериозни компликации. Но докторите проценија дека магнетите се доволно мали и слаби, а синчето немаше никакви симптоми, па заклучија дека треба само да чекаме и да проверуваме во столицата дали ќе излезат. На третиот ден, додека бевме на одмор и вечеравме во еден локал, синчето најави дека треба да оди во тоалет. Буквално ги слушнав магнетите како удираат на дното од школката. Сите славевме со ванила сладолед. Извинете за графичкиот крај на приказната. Ама знаете што? Родителството е графичко. Не е за оние со слабо срце, раскажува овој татко. Погледнавте уште едни поинакви вести на Слободен печат. Ви благодарам за вниманието и за довербата. Повеќе информации побарајте на slobodенpečat.mk.